Се поизвестно е дека во економско-социјалниот совет кој со месеци не функционира бидејќи нема репрезентативен синдикат. На следната седница ќе има два синдикати кои ќе ги застапуваат барањата на работниците. Досегашниот ССМ и Конфедерацијата на слободни синдикати за која се отвара вратата со законските измени и намалувањето на прагот на 5% за репрезентативност. Демократизација на синдикалното движење како препорака на меѓународните организации и намалување на прагот на 5% било барање поставено во работните групи со години наназад, велат од Конфедерацијата на слободни синдикати. Препораката беше да се демократизира исто синдикалното организирање и во оние работни групи во кои што се изработуваше нацрт плановите или нацрт законите за работни односи во изминатите години, секогаш имало консензус да се намали прагот на репрезентативност по барање на помалите синдикати. Од Сојузот на синдикати на Македонија се настав дека овие измени можеа да бидат предложени од економско-социјалниот совет, но и дека се скептични околу тоа дали вториот синдикат кој ќе добие репрезентативност ќе ги застапува интересите на работниците. Се прашуваме кого ќе представуваат, на каков начин ќе го представуваат таму ако се вршат брзи измени на законот за работни односи без социјален диалог, само за да се удоволи на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија да учествува во економско-социјалниот совет. Патемти учествуваа и досега на истиот, меѓутоа не побараа ништо за работниците. Очекуваме да побараат зголемување на платата. Повеќе. Еден од предлагачите на измените, Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН, смета дека со повеќе репрезентативни синдикати во економско-социјалниот совет ќе има поголем притисок од работниците врз владата и работодавачите. И во иднина, ние на ваков формат ќе ги носиме законските решенија кои што ќе ги тангираат синдикалните организации, бидејќи се додека имаме диалог кој што е аргументиран, никогаш не е страшно и околу нешто да не се согласиме, но се додека разговараме, сметам дека можеме да ги решаваме проблемите и да се движиме во таа насока. И со повеќе синдикати кои што ќе седат на таа маса, на тој трипартитен диалог, ќе може да се направи поголем притисок и врз работодавачите, но и врз владата во начин на исполнување на повеќе синдикални и работнички барања. Представниците на синдикатите кои беа во собранието ги повикаа ССМ да седнат на маса за да ги надминат недоразбирањата во интерес на работничките права. Овие 30 години назад еден синдикат ако е репрезентативен подлежен на разни манипулации, дали притисоци политички, дали лични бенефити и мислам сега треба сите да се погледнеме, да застанеме, еве гледам од денеска фали Сојузот на синдикати на Македонија, мене не ми јасно од кои причини, ние дека еве другите синдикати се здружуваме, праќам јавна порака и до нив да дојдат ако се во интерес на работниците да тврдат цело време, да седнеме заедно да ги закопаме тие, ако кажам веќе имаме некои недоразбирања. Собранието денес го усвои предлогот за законски измени и одлучи да одат по скратена постапка и се очекува во текот на денот да ги минат филтрите, односно собраниските комисии и да се гласа на продолжувањето на седницата закажана за утре.